Бројните странски компании од автомобилската индустрија во Северна Македонија, помеѓу кои американски, нема да бидат директно погодени од најавите на новиот американски претседател Доналд Трамп за воведување на царини за Кина, но и за Мексико и Канада. Ова го вели Виктор Мизо, претседател на Советот на странски инвестиции во земјата, но вели дека постои друга опасност. Но постои можност за индиректно погоденост. Како? Прво треба да се види што ќе биде политиката на Соединетите Американски држави визави Европа, бидејќи постојат потенцијални индикации дека таков вид на царински тарифи ќе бидат спроведени и кон Европа. Не сакам да речам дека постои страв, туку повеќе сакаме да видиме што ќе се случи и како да ги адаптираме нашите действија визави на сето тоа. Истовремено, додава Мизо, треба да се види како Европа ќе се постави наспроти Кина. За него ваквиот вид на економски мерки понекога значат зголемување на цените за крајните потрошувачи или пак намалување на трговијата меѓу различни континенти или големи играчи. Веќе знаеме дека се воведени царини за електрични возила произведени во Кина, без разлика дали се тоа кинески или не кинески брендови. Значи тука влегуваат и европски компании, и Тесла која произведува возила во Кина се пласираат на европскиот пазар. И како и колку тие ќе бидат конкурентни, како тоа ќе влијае врз понатамошниот развој на тие геостратешки потенцијални трговски војни. И претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија Бранко Азевски предупредува на опасноста од ваквите најави. Тоа значи дека ќе има прераспределба и на профитите, и на добивките, и на све, затоа што САД е најмоćната земја во светот и втора и прва економија во светот со кинеската и тоа не може да остане без последици. Ќе трпат ли удар странските компании кои што работат кај нас? Презеаме напори со воведувањето на новиот корпоративен данок од наредната година да последиците бидат помални. Но Мизо вели дека во овој момент за странските компании кои работат во земјата е многу важно да се види што ќе биде со цените и инфлацијата, а особено каков тек има војната во Украина, односно дали Трамп ќе влијае на завршувањето на тој конфликт што е можно побрзо. Важно е да нема војни, да има некаква сигурност. И затоа сметам дека да почекаме до 20 јануари, додека Трамп ја презеде функцијата на претседател на Америка. Мислам дека нема да има потреба да чекаме 100 дена, туку релативно брзо по почеток на новата администрација ќе се кристализира што и како ќе биде поставеноста на Америка кон другите глобални конкуренти пред се на економско поле. Професорот Дарко Лазаров смета дека тие состојби нема да имаат големо влијание затоа што македонската економија е мала. Може би во одредени сегменти тоа да има и позитивни импликации врз особено странските компании во зоните, кои што, да речем, во тие промени во ланците на снабдување може да искористат нешто во зголемување на своите нарачки. Трамп веќе најави дека на Кина ќе наплаќаат дополнителни 10% царина на сите дополнителни царини за сите нивни производи кои доаѓаат во САД, додека царината за производите од Мексико и Канада ќе биде 25%. И на кулминатата 2023 година Соединетите Американски држави беа 13-ти трговски партнер на Северна Македонија. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.